На светската автомобилистичка сцена повторно стануваат актуелни саемите. За жал, тие се бледа слика од она што беа пред пандемијата. Затоа пак моторциклите рушат рекорди. Минатата емисија немавме доволно простор да ги прикажеме сите новитети презентирани во Милано, па сега продолжуваме со нив. Сепак, предност ќе им дадеме на автомобилите и на саемот на автомобили во Лос Анџелес. Фокусот на европската автомобилска сцена го задржа Рено, кој го представи новиот Твинго и својата подружница Ампере. Групата Рено на својата пресконференција, на која го објави лансирањето на новата компанија Ампере, задолжена за развој на идните електрични возила, го откри и новиот Твинго, кој во ретро издание верно на оригиналот ќе се врати на пазарот во 2026 година. Честа да го стори тоа ја имаше лично Лука Де Мео, кој своевремено во Фиат беше задолжен за успешната реинкарнација на легендарниот 500. Меѓу другото, тој соопшти дека идниот Твинго ќе биде електричен, ќе се продава за помалку од 20.000 евра, а би требало да се произведува во Словенија. Новиот модел ќе го задржи концептот на градски автомобил од најнискиот сегмент, од кој скоро сите други избегаа. Со изглед кој буди носталгични емоции, нема сомнеш дека повторно ќе ги освои срцата на многумина, а од Рено ветуваат и дека ќе има автономија од 400 км. Покрај Твинго најавено е дека понудата на електрични модели на Рено ќе се состои уште од 6 автомобили. Меган и Тек кој е лансиран лани, Сеник и Тек и Рено 5 кои ги очекуваме на почетокот на 2024-та. Рено 4 една година после тоа и уште два други модела планирани за воиднина. Како и сите други салони на автомобили, осакатен од негативните трендови минатите години крунисани со пандемијата, некогаш перспективниот салон на автомобилите во Лос Анџелес остана само бледа сенка на она што им можеше да биде. Отсуството на значајни изложувачи, меѓу кои годинава ги немаше ниту сите домашни, а уште повеќе недостатокот од вистински новитети, на површина ги изфрлија вистинските претенденти на американскиот пазар. Таму царуваа азиските марки. Следуваат најмаркантните новитети од салонот во градот на ангелите. Тојота на салонот во Лос Анџелес предизвика поместување на својата понуда, создавајќи пазарен простор за сосема новиот Crown Signia. Со поинаков изглед од другите модели на марката, овој кросовер најавува нови ветришта во компанијата. Во механичка смисла е доста близок со протеренската лимузина Crown Crossover, делејќи ја веќе од омакената платформа со попречно вграден мотор и класично ослонување на предните погонски тркала. Во должина се растега на скоро 5 метри, а и според другите габарити ја пополнува празнината настаната со укинувањето на венца. Располага и со поинакви и модерни конструктивни решенија со кои сигурно повеќе ќе ги заинтересира американските купувачи. Внатре доминантно место заземаат екраните на виртуелната инструмент табла и мултимедијалниот систем со диагонала од по 12,3 инча. Toyota Crown Signia ќе биде задвижувана само со хибриден погонски склоп со погон на сите 4 тркала. Бензинецот од 2,5 литри испорачува 246 конски сили во содејство со 3 електромотора, од кои 2 помагаат предните тркала да бидат поживи, а третиот е на задната оска. Најавена и плагин хибридна изведба.
Покрај во Америка, Toyota Crown Signia би требала да биде достапна и во Јапонија, Кина и останатите азиски земји, додека Европа останува надвор од периметарот на нејзиниот пазарен поход. За разлика од овој кросовер, со вториот новитет Toyota не експериментираше воопшто. Не ни смееше бидејќи се работи за новата генерација на Camry. Измените во однос на досегашниот модел се еволутивни, но суштински, така што Camry од сега во Америка ќе се нуди само како хибрид. Надворешниот изглед е многу сличен, но затоа интериерот е целосно редизајниран. За некои промени на платформата нема информации, туку само се споменува реконфигурацијата на ослонувањето за подобрување на управливоста и комфорот во возењето. Сосема е известно дека овој модел ќе се појави и на европскиот пазар, но засега не се знае кога. Subaru на салонот на автомобилите во Лос Анџелес ја представи шестата генерација на Forester. Јапонскиот кросовер не претрпа радикални технички промени, но доби целосно нов дизајн и ревидирана внатрешност со низа нови опции. Редизајнираниот интериер сега има 11,6 инчен вертикално поставен централен дисплеј, но не и дигитална инструментабла. Затоа пак покрај новите материјали, Forester има необични брановидни уметоци за кои се смета дека ќе помогнат за намалувањето на абењето на површините во тек на експлоатацијата на автомобилот. За американскиот пазар, Forester и понатаму ќе биде опремуван со 2,5 литарски атмосферски боксер, кој минимално модификуван развива 183 конски сили и малку зголемен вртежен момент. ЦВТ трансмисијата и електричниот сервоуправувач се наново калибрирани, а симетричниот погон на сите тркала е засилен со офроуд електронски асистент скоро во сите пакети на опременост. Со оглед дека Forester нема хибриден погон, тешко е да се очекува да биде атрактивен за европските купувачи. Соренто, како еден од стожерите на Кија во Америка, секако е заслужен за создавање на довербата што купувачите ја имаат во возилата на корејскиот производител. Затоа и секоја негова нова генерација или обновување се прави темелно и добро обмислено. Така е и сега, кога четвртата генерација доби ново лице согласно авантуристичкиот Opposite United дизајн. Атлески мускулестиот преден дел ја комбинира впечатливата маска на новите вертикални светла, а назад модификациите се ограничени само со браникот и светлосните групи. Во внатрешноста се среќава панорамски заоблен дисплеј кој се состои од два 12,3 инчни екрани од дигиталната инструментабла и инфозабавниот систем. Унапредена е и електронската опрема, чиј дел сега е и дигиталниот клуч. Под хаубата се среќаваат атмосферски и турбо 2,5 литарски 4-цилиндрични мотори со 191 и 281 конска сила, спарени со 8-степена трансмисија, додека погонот на сите 4 тркала е опционален. Дизајнерски и технолошки третман на подмладување ќе добијат и хибридната и плагин верзијата, но малку подоцна. Понекогаш ни е тешко да ги разбереме американците, но затоа порано јапонците, а сега и корејците, не се ни обидуваат да ги сватат, туку го прават она што тие го очекуваат. Така, главна вест на Hyundai од салонот на автомобилите во Лос Анџелес беше дека од идната година нивните возила ќе бидат продавани преку Амазон. За да се илустрира тоа, новата генерација на Santa Fe, која имаше својата американска премиера, на бината на пресконференцијата на марката излезе од огромен сандак со лого на популарниот сервис за достава. Дилерите сепак и натаму ќе ја имаат својата улога во синџирот на продажба. Во сета таа возбуда околу новиот начин на
на стекнување сатисфакција кај купувачите, само мал дел од нив успеа да забележат дека и N верзијата на електричниот Ioniq 5 со своите два електрични мотори со спортски 640 конски сили беше премиерно покажана на американското тло. Три години после најавувањето, Lucid Motors конечно го представи вториот свој модел. Ако седанот R имаше за задача да го предизвика модел S, кросоверот со ознака Gravity со својата позиционираност и големина ќе атакува на модел X. Се карактеризира со очигледно внимание посветено на деталите и доста престижна завршна обработка, заради што и неговата цена, која се очекува да не надмине $80,000, се смета за поволна. Техничките спецификации не се целесно обелоденети, но најавена е употребата на нова генерација електромотори, покомпактни и полесни, со преку 800 конски сили. Електричниот систем, работејќи на 900 волти, ќе овозможи батериите со струја од 350 киловати за 15 на минути да се дополнат за поминување 320 километри. Не е познат ни нивниот капацитет, но се наведува дека автономијата на возилото ќе изнесува повеќе од 700 километри. Lucid Gravity треба за околу 3,5 секунди да долета до 100 километри на час, а покрај носивоста од 680 килограми ќе може да повлече приколка од 2,7 тони. Дизајнот му е смирен, во истиот стил како што е и седанот. Понудата на простор во интериерот со 7 седишта делува ветувачки. Пред возачот е закривен 34-инчен OLED екран, а на централната конзола уште еден под кој се сместени копчињата чувствителни на допир за често користени команди. За врвен комфор се задолжени управувањето на задната оска и воздушното ослонување со автоматска или рачна регулација на височината. Сигурно имаш прашање. Како? Како можеш да поминеш 400 километри за само 300 денари? Размислуваш? Се обидуваш да веруваш. Со Volkswagen ID3, ID4 и ID5 ги имаш сите одговори. Денес техниката прави чуда. Електричното станува неверојатно привлечно. Одбери Volkswagen ID и доби пакет за 30 бесплатни полнења на турбополначите во Porsche Македонија. Volkswagen. Porsche Македонија. Метрополис, број 1 радио мрежа. Кога ќе ве привлече нешто, а не знаете зошто. Во тој момент како некој да зборува со тебе. Запознај го новиот 408, со дизајн кој завидува повеќе отколку што очите можат да восприемат. Алюр и страст од секој агол. Тоа што вистински зборува со нас е нашиот внатрешен глас кој страстно шепти од нашата душа. Алюринг, новиот Peugeot 408. Додека автомобилските салони се ребрендираат, реорганизираат и мака мачат како да опстанат, Ејкма ништо не смени во својата концепција и повторно соборува рекорди. Затоа и многу помали, послабо познати или пак сосема нови производители на моторцикли го гледаат како идеално место за покажување на своите новитети. Минатата емисија немавме време да ги прикажеме сите новини на две тркала. Сега повторно се навраќаме на миланската смотра за да ја врамиме сликата од најважниот мотособир во Европа.
Како веќе добро етаблирано име, CF Moto не треба посебно да се представува. Кинескиот партнер на КТМ својот пат од излезот од анонимноста своевремено го трасираше со силна развојна програма, која резултира со широка и сеопфатна гама. Привлечени со незината атрактивност, бројната публика меѓу големиот број новитети лесно успеваше да ги открие најзначајните концептите 125 NK и MTX, како и првиот трицилиндричен мотор развиен од марката. Тој со своите преку 100 конски сили кои ги остварува на 12.300 вртежи во минута ветува возбудлива 2024 година, кога за прв пат ќе се најде во сериски производ. Кој ќе биде засега не се знае, но се знае дека ќе може да забрза до 100 км на час за 3 секунди. Тајванскиот Кимко, кој во последно време послабо е присутен во јавноста, во Милано допатува со мноштво новитети. Најмногу внимание беше посветено на авантуристичкиот CV L6, кој со својот привлечен стил гарантирано ќе ја разбуричка класата макси скутери. Смислен за слобода и со цврста механика, тој ги комбинира карактеристиките на неколку различни концепти, пред се изгледот од мотосветот и пристапноста и леснотијата за возење на скутерите. Дебитираше и Skytown 150 сега со систем против блокирање на тркалата, а беше одбележано и враќањето на компактниот Фили. Тој со својот префинет и елегантен дизајн се наметнува како идеално превозно средство за кратки патувања и 100 км може да помине со само 2,5 литри гориво. Со уште пониски трошоци за експлоатација може да се пофали електричниот iTuber, кој заради цврстата конструкција, засилените заштити и удобното седиште ќе им биде привлечен на доставните служби, додека за приватна употреба е наменет веќе познатиот iONX со променливи батерии. Покрај својата широка палета класични моторцикли и скутери, Кивеј ја представи и својата субмарка Ези. Веќе самиот поглед на сегашната и идната понуда од оваа електрична линија покажува дека и кинезите знаат да направат нешто со футуристички и доста допадлив дизајн. Посебно се издвојуваат велоциклот Hyperride R и скутерот Hypervolt, но најмногу плени с концептот Hype Vision. Друштво на штандот им правеше и мал автомобил кој покажуваше до каде досегаат амбициите на овој во Европа веќе добро познат производител. Иако Royal Enfield важи за производител кој своите мотоцикли ги базира на докажани и застарени технологии, тоа не ги спречи индиците да фрлат поглед во иднината најавувајќи ја со концептот Himalayan. Засега се уште во дебела фаза на развој и тестирање. Овој електричен мотоцикл носи во себе авантуристички дух и е фокусиран на теренско возење. Разбирливо и зошто, бидејќи е само основа за некои идни производи која своите способности треба доправа да ги докаже. Сепак очигледно е дека е конструиран со акцент на издржливоста и перформансите за кои Royal Enfield остана недоречен. Како и да е, уште многу снег ќе падне на Хималаите додека нешто слично не се истркало од фабричките хали кои се наоѓаат во нивното подножје. Од другите новитети може да се издвојат Himalayan 452 и Bullet 350 кои имаат нови мотори. Кинескиот производител Lonsin ја избра EICMA за премиерно покажување на теренскиот Валико DS900X од својата премиум марка Vogue.
Кај овој квалитетно изведен моторцикл, дури и неискусното око ќе ги забележи сличностите со BMW F850 GS, што не изненадува, бидејќи компанијата ги произведува моторите и бројни механички компоненти за овој и други модели на германската марка. Агрегатот е поземено од BMW F900R, кој има нешто поумерени 94 конски сили, а 4 режими на возење, системот за промена на степените на пренос без употреба на спојка и неколку други напредни работи го прават овој мотоцикл доста сериозен. Малку повеќе сопствена памет кинезите имаат вградено во 525 серијата, крузерот Трофео CU, спортскиот Бривидо RR и неговата Naked верзија со една буква пократка ознака. Заеднички им е двоцилиндерскиот агрегат од 494 кубни сантиметри со 47 конски сили, додека рамката, ослонувањето и сопирачките се прилагодени на секој модел поединачно. Инаку Лонцин групата е меѓу најголемите 10 производители на мотоцикли во светот со годишна продукција скоро колку Сузуки. Со електричниот мотард концепт, италијанскиот фантик, кој годинава го обележа својот 55-ти роденден, зачекорува во нова младост. Сегашноста е сполнува со новите ендуро машини и обновената Caballero серија, а беа покажани и првиот naked моторцикл на марката Stealth 125 и спортски инспирираниот прототип Imola. Своето успешно враќање од историјата што некогаш италијанската Ламбрета го стори со скутерите со класична линија, тајванската техника и австрискиот дизајн го кронисаа со инаугурација на електричниот модел кој наскоро ќе дебютира како серијски производ. Од естетска гледна точка, Ламбрета Елетра го има еволуираниот дизајн на своите познати предци, но кој технолошката префинетост му ја даваат витката форма на седиштето и впечатливите лед светло. Има 3 режими на работа, а неговите 15 конски сили ќе го дотераат до 110 км на час. Батеријата од 4,6 кWh ќе ја испразни за 100 км, пошто ќе следи 35 минутна пауза ако во близина има брз полноќ. Позициониран е како совршен сопатник низ идната луксузна електрична мобилност, заради што сигурно и цената нема да му биде ниска. Не така младата компанија Велочиферо, која се представува за италијанска, својата интересна и дизајнерски перфектно обликувана гама секакви возила на 2 тркала ќе ја дополни со електричен скремблер. Финалната верзија, подготвена под ознаката Race X, ќе има електричен систем кој работи на 72 волти и автономија од 170 км. 4 режими на возење го прилагодуваат за секоја потреба, а модерниот изглед, но со класични линии, го прават допадлив за секого. Со идеја да предизвикува клучна фаза во еволуцијата на марката, ќе се најде на пазарот идната пролет со цена од 7600 евра. Младата и сосема непозната шпанска марка Вотан на EICMA представи 3 нови скутери со младешки агресивен дизајн, напредни технологии и кинеско потекло.
Прилагодени за сечии потреби, се одликуваат со квалитетни компоненти и ниска цена, што му дозволува на раководството на компанијата да биде амбициозно. Најмалиот од нив, наменет за градски возења, има 125 кубни сантиметри, старт-стоп систем и 15 конски сили. Најсилниот пак од 300 кубни сантиметри располага со 26 конски сили и системи против блокирање на тркалата и контрола на тракцијата. Идната година гамата ќе биде дополната и со авантуристички модел способен да се справи со земјени патишта. Доколку ви се чинат интересни, не се надевајте многу. Производите на Вотан се продаваат само во 3-4 европски земји. Иако далеко од нивниот вкус, италијанската публика покажа интереси за мотоциклите на американската марка UM. Тоа што компанијата со седиште во Мајами своите модели ги произведува во Кина, Јужна Кореја и Тајван, не им пречеше детално да ја разгледаат гамата што се состои од крузер, авантурист и уличен турер, сите со мотори од 300 кубни сантиметри и 28 конски сили. EICMA беше можност индиската компанија Ultraviolet да се представи на меѓународниот пазар со своите најнови идеи. Меѓу другите, светска премиера имаше лутиот F99 за кој е наменет електромотор од 120 коњи. Аеродинамиката му олеснува да стигне до дури 265 км на час, а на пазарот ќе се појави во 2025 година. На своето шесто појавување на EICMA, третиот најголем светски производител на мотоцикли, Јадеа, покажа како ќе изгледа светот на две тркала во иднина. Навистина импресивно делуваше гамата на кинеската марка, составена исклучиво од електрични модели, во која за секого има по нешто. Посебно внимание беше посветено на новиот кемпер, кој освен со своите високи перформанси го привлекуваше интересот и со можноста за брзо 10-минутно полнење на батериите. Располага со мотор со 54 конски сили кои ќе го дотераат до максимални 160 км на час, а ќе го забрзаат до првите 100 за импресивни 4,9 секунди. По 6 години развој, производителот на електрични мотоцикли Хорвин ја представи сериската верзија на фантастичниот Сенменти 0, кој освен со својот футуристички изглед плени и со перформансите. А како и неби, кога постигнува максимални 200 км на час, до 100 забрзува за 2,8 секунди и има автономија од 300 км. Каков потенцијал има оваа компанија покажуваа и технологиите со кои ги опремува своите модели, како што се, например, системот за предупредување за судир, помошта при тргнување на нагорници и спуштање по надолници, адаптибилниот темпомат и друго. За идните своји мотоцикли се подготвува и посебно решение со адаптивни поделени задни тркала кои спречуваат мотоциклот да падне кога се движи со мала брзина, па дури и кога стои. Почитувани, ви благодарам на вниманието, особено за пофалбите што ни ги пратија поклониците на моторциклите претходната седмица. Нашиот термин истекува, но оние што се жедни за новости поврзани со се што е на тркала, ве покануваме да го посетите најчитаниот автомобилски интернет сајт во Македонија – automagazin.com.mk. До гледање до следната сабота.